На последно место според индексот на медиумска писменост се наоѓа Северна Македонија. Ова меѓу другото беше нагласено на конференцијата што деновиве се одржа во Скопје, а на која фокусот беше ставен на борбата со дезинформациите. Неодамнешниот индекс на медиумска писменост од Институтот Отворено општество од Софија покажа загрижувачки податоци за Западен Балкан, особено за Северна Македонија. Извештајот покажа слабо справување со лажните вести и недоверба во науката. Домаќин на конференцијата беше Македонскиот институт за медиуми. Оттаму велат дека причината за оваа состојба е повеќе страна. Системски проблем во кој што се вклучени повеќе релевантни актери, а тоа се некојаш така наречени новинари, кои воопшто не се, бизнисмени, бизниси, економски операции кои што ги поддржуваат финансиски и многу често политички актери. Пробивот на дезинформациите пак, според истражување во рамките на проектот Борба против лажни наративи на граѓанската асоциација Мост, се одвива низ 5 столба: напаѓање или навредување, извртување, одвлекување на вниманието, вознемирување и креирање поделби или нивно продлабочување. Исто така имаат и за цел да поттикнат и страв, да влеат сомнеж или да внесат забуна кај граѓаните во врска со одредени настани, теми или да ги дискредитираат институциите и процесите, било да се домашни или меѓународни. Познавачите редовно кажуваат дека најплодно поле за ширење дезинформации се социјалните мрежи. Најголемиот проблем од аспект на манипулација, извртување на фактите, манипулација со вестината се јавува на социјалните мрежи и кај интернет порталите. Тоа го покажуваат сите мерења на содржината на медиумските објави. Новинарската фела стравува дека дезинформациите ќе пораснат и со кампањата за локалните избори. Како причина се наведува изборниот законник, што возможува пари за политичко рекламирање да им се доделуваат и на новоформирани онлайн медиуми. На ваков начин се стимулира ширењето на дезинформација, особено ако знаеме дека дел од тие медиуми или онлайн медиуми се креираат со намена да создаваат дезинформативни наративи за да наштетат или да придобијат некого во политичката кампања. Од ЗНМ прифаќаат одговорност кај медиумските чинители, но бараат и сите општествени фактори да се вклучат во процесот. Дека целосно ќе се сузбијат или уништат лажните вести, тоа е невозможно. Интернетот е океан, тоа не е направено никаде во светот, освен во Северна Кореја, а не сакаме да одиме во Северна Кореја. И токму поради тоа ќе мора да се носиме со таа појава, меѓутоа да ги ублажуваме последиците максимално колку што е можно. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.